Метаболниот синдром е нарушување на внесот на енергетски материјал, односно храна и нејзино складирање во организмот. Основен дефект во тој процес е кога инсулинот не се користи ефикасно, како последица на зголемени масни наслаги во абдоменот. Во почетокот организмот успева со зголемено лачење инсулин да ги одржува нивоата на шеќерот и мастите во крвта во нормални граници. Но со тек на времето клетките од панкреасот се исцрпуваат и тоа доведува до зголемување на нивото на шеќер и масти во крвта. Оваа состојба влијае токсично на крвните садови и го забрзува процесот на артериосклероза. Поедноставно кажано, метаболниот синдром представува група на ризик фактори за појава на диабетес и кардиоваскуларна болест. Ризик фактори за појава на овој синдром се понапредна возраст, машки пол, висок крвен притисок, диабетес тип 2, зголемени масти во крвта, пушење цигари, дебелење во пределот на стомакот. Метаболниот синдром е асоциран и од некои други хормонско-метаболни нарушувања: полицистични јајници, замастен црн дроб, еректилна дисфункција. Во дијагнозата на метаболниот синдром главен критериум е централната абдоменална дебелина плюс кој било два од следниве фактори: покачени триглицериди, низок холестерол, покачен крвен притисок, покачен шеќер во крвта. Централна обезност, односно дебелина во пределот на стомакот, се дефинира како обемна половина поголема од 94 см за мажи и поголема од 80 см за жени. Ова се вредности кои важат за белата европска раса, за другите раси важат други вредности. Доколку имате над 40 години, дознајте дали сте во групата со ризик фактор од кардиоваскуларни болести. Направете лабораториска анализа на вашата урина. Доколку во неа се открија мало количество на белковината албумин, вашиот тест за микроалбуминурија е позитивен. Овој тест е позитивен кај 11% од лицата постари од 40 години. Овој податок од британски истражувачки тим. Најчесто луѓето со позитивен тест за микроалбуминурија имаат диабетес и или имаат покачен крвен притисок. Овие луѓе се изложени на поголем ризик од појава на кардиоваскуларни заболувања, односно инфаркт, мозочен удар, бубрежна болест. Ако сакате навреме да детектирате опасноста и рано да го почнете лекувањето, не чекајте, направете тест за микроалбуминурија. Со навременото лекување ќе ја спречите појавата на катастрофални последици по вашето здравје. Тестот се препорачува кај сите лица постари од 40 години. Овој тест е дел од прегледите кај пациенти со диабетес и хипертензија. Доколку вашиот лекар ви дијагностицира метаболен синдром, не очајувајте. Сватете го тоа како повик за будење. Тоа е време да преземете сериозни мерки за подобрување на вашето здравје. Променете ги вашите нездрави животни навики, нездрава и обилна исхрана, премалку физичка активност. Намалете вашата телесна тежина со конзумирање здрава храна и зголемена и редовна физичка активност. На тој начин ќе ги спречите идните тешки последици на метаболниот синдром врз вашето здравје.